Денеска, кога ми се јави вчера завчера да ми кажа дека треба да дискутираме за извештаите од Америка и од Прибе, значи помислив дека е тема која што апсолутно нема интерес во јавноста, затоа што е сувопарна, меѓутоа изгледа сум се излажала, сепак е интересна. Се надевам дека ќе ги исполниме вашите очекувања. Значи, со мене денеска нема да дебатира, доколку ќе се согласиме, верувам, е професорот Фрчковски, сите добро го знаете. Меѓутоа, иако за многу работи се согласуваме, сепак имаме испротивставени ставови и се надевам дека ќе имаме можности да ги чуеме. Особено ако е судирот меѓу она што е во американскиот извештај за разлика од она што е во европскиот извештај. Меѓутоа, ево да тргнеме прво да поставаме едно прашање. Значи, од каде одеднаш? Јас се извинувам, заборев да се представам, ви благодарам многу. Значи, јас сум Лидија Димова, пратеник во обид и пратеник во оставка во обид. Значи, Прибе, популарно име, дојде во државата, донесе извештај, 20 странички, тие 20 странички направија бум. Значи, бомба невидена. Одеднаш се беше многу битно, значи има некој го нашкарпа извештајот и кажува дека имаме проблем во државата. Од каде сега одеднаш преку ноќ имаше потреба да се случува еден ваков извештај? Па нели секоја година Европската комисија во октомври ни испорачува некаков извештај во кој што ни кажува што треба да работиме понатаму. И одеднаш сега, значи во април месец има потреба од еден ваков извештај. Одговорот е многу едноставен. Значи во моментот кога Европската комисија, односно државите членки на Европската комисија сватија дека бомбите на председателот Заев значи се реалност и дека зборуваат за состојбата во Македонија многу повеќе од колку што ние можеме да си представиме и многу да си признаеме, тога се појави потребата одеднаш да се мрднеме од некоја мртва точка и да се направи извештај од каде што ќе може Европската комисија сама пред себе да каже што правиме сега од овој момент натаму. И така го направија извештајот. Тоа се 20 страници на критики во кои што неопходно мора да заклучиме дека нашата држава се наоѓа во состојба на умирање. И тоа пука по сите шавови. Институциите се руинирани сосема, политичкиот диалог не постои, имаме проблеми со основните базични темелни права во државата, судството не ни функционира, имаме власт која е корумпирана, дури и корупцијата веќе се надмина себе си. Мислам дека ќе влеземе во историјата на корупцијата како значи власт која успеа да се надмине себе си. И што правиме сега со овој извештај? Го добивме и одеднаш почнавме да го толкуваме, да видиме зашто сушност се фаќа Европската комисија, но една работа е сигурно. Овој извештај, ваков како што е, не ни соопшти нас ништо ново. Единствено ново што соопшти е дека бомбите на Заев се реалност и дека ни го докажаа она што секоја година во секој октомври Европската комисија ни го кажува. И сега се прашувате, ако секоја година знаеме и ако сето тоа се провлекува од година во година, и јас ги носам тука, доказ имам, ако сакате од 2012 од 2012 истите забелешки се наоѓаат во извештајот. Меѓутоа сега тој извештај има малку поинаква функција и од тука практично е важноста на извештајот. И сега прашањето е, ако ние секоја година слушаме дека имаме проблем во државата, зошто никој ништо не направи во оваа држава и зошто не ни е јасно дека имаме проблем во државата? Одговорот е многу јасен. Имаме медиуми кои што се тотално контролирани, медиуми кои што ќе излезат и ќе кажат два збора кои што немаат благе везе со реалноста. И така просечниот граѓанин си живее во заблуди, значи се живее во Грујоленд, каде што све е прекрасно, ништо не се случува. Имаме неколку експерти кои што се наменски, како на пример Каракамишева,
на Боцевски, значи сите тие се луѓе кои што одеднаш се појавија и почнуваат да го толкуваат извештајот. Дури имаме личности кои што тотално погрешно го разбираат. Ево, ако го гледате нивните настапи по медиумите, ќе видите дека практично не разбираат ни основни работи. Некој од нив е убеден дека и поглавјата 23 и 24 Македонија ќе ги добие лако. Почна да почне преговори, што е ноторна глупост, тоа не може да се случи, се знае зошто е тоа така. И сега прашањето е што правиме ние со овој извештај? Го имаме извештајот. Извештајот ни кажува каде сгрешивме и сега одеднаш треба реакција од македонската власт да видиме како тоа ќе се направи. Заклучоците на Советот се исто така поприлично јасни, вика дека од ова извештај натаму ќе треба засегнатите страни, а под засегнати страни тука не се мисли само на власта, се мисли и на опозицијата, треба да седнат опозицијата, власта, дури се спомнуваат и медиумите и граѓанското општество како страна во случајот да седнат и да направат акцијски план, односно да решат како ќе излезат од оваа каша. И нормално нашата влада, бидејќи многу све пред време прави, конечно после 10 години успеа да направи акцијски план, меѓутоа со задоцнување од 10 години, и излегува премиерот и вика, ама ние веќе направивме акцијски план. Тој акцијски план никој го нема видено, го приложил вчера завчера на лидерската средба, меѓутоа никој не знаеме што може од тој акцијски план да очекуваме. Едно знаеме дека она што го има во тој акцијски план нема да ни донесе подобро утре. Што правиме сега околу приказната за поглавјата 23 и 24? 23 и 24 се поглавја кои што ги отвараат Советот на ЕУ. Значи не можат тие поглавја да бидат отворени затоа што Европската комисија така сака. Не може, нема надлежност да ни ги отвора поглавјата 23 и 24. И за волја на вистината, ако ги читате извештаите и ако ги читате нивните цитати, ќе видите дека тие никогаш не кажале дека ќе ги отворат преговорите за Македонија, за разлика од Цветин Чилиманов и Каракамишева кој мисле дека тоа така. Туку викаат дека ќе започнат реформите во рамките на поглавјето 23 гледано низ призмата на пристапниот диалог на високо ниво. Значи повторно продавање магла реално. Ние нема да ни отворат поглавја 23 и 24 за преговори, меѓутоа имаме инструмент кој што се вика ХЛАД и кој што ни е доставен на располагање да можеме да го користиме за да можеме да се реформираме. Што тоа значи? Значи многу работи, можеме да го толкуваме и вака и така, меѓутоа едно е јасно, додека е Груевски на власт, вие како сакате да го толкувате, ништо тоа нема да излезе. И имаме веќе 9 години на неговото владење каде што може тоа да се види. Од друга страна ги имаме и извештајот од американците. Значи, ако го забележите извештајот од американците, реално се зборуваат истите работи, само на малку поинаков јазик, форматот е различен, меѓутоа едниот го надополнува другиот извештај. Ама приказната се знае која е. Македонија се наоѓа во неволја. Навистина е во неволја и треба полека, но сигурно да се собере да почне да реагира. Начинот како тоа ќе го направи не знаеме. Значи преговараме, се наоѓаме во некоја фаза на преговори. Вчера слушнавте дека веќе и председателот Заев е под загрозен вид. Значи власта мисли дека може и него да го апси. Тука сме ние, ќе видиме дали ќе му дозволиме да измислува такви работи. Меѓутоа денеска председателот Заев го предизвика премиерот, нели, ако смета дека треба да го апси, нека го стори тоа побрзо, па да видиме што ќе се случи. Меѓутоа, тука сме и да видиме. Ова не ни помага многу. Значи, треба да излеземе од каша која ја созадоја тие, не ние, и од таа каша можеме да излеземе само ако најдеме заеднички јазик. Тој заеднички јазик се вика преодна влада. Таа преодна влада може да има различни карактеристики, може да биде од нели концентрациона, може да биде експертска. Сега веќе мислам дека е јасно дека зборуваме за концентрациона влада, но што треба таа влада да оствари, што треба да направи
е прашање за кое што ќе му дадам на професорот Тврчковски да се позанимава, пошто тоа е негова специјалност, а потоа ќе можеме да подебатираме и малку и со вас. Повелете, професор. Добро вечер на сите. Ми прави чест што сум со вас. Овој камп ќе влезе во историја. Сите вие сте историски личности заедно со нас тука. Јас ќе појдам од еден друг аспект. Ја мислам дека треба да ја одржиме енергијата и нормалноста во поглед на кризата во која се наоѓаме. Таа нормалност значи дека човек избран во политиката, кој е фатен во ваков криминал, мора да поднесе оставка. Нема никаква шанса тоа да се случи на друг начин. Независно колку е тешко, независно колку изгледа невозможно по некој пат, независно од неговите самохранења, лидерот кој е фатен во демократски услови, кој е фатен во ваква ситуација, основна европска вредност е да се повлече и да овозможи земјата да дисфункционира, да излезе од кризата. Таа нормалност немој да ја заборавиме. Независно какви услови, какви притисоци постојат. Притисоците ќе се зголемуваат нормално, се овие извештаи јас ги нема да ги коментирам, само ќе кажам дека извештајот на Прибе е срам за Европската комисија одека. Тој посебен извештај ни требаше и констатира нешто што ние сите знаеме, но да го констатира од европски агол, а комисије кои имаат плати од 8 до 10.000 евра не ја работат својата работа. Срам за нив. Но тоа ќе го оставам сега настрана, они во овој случај не ме интересира. Ме интересира енергијата која ние можеме да ја собереме околу нашиот дел на работата на менување, на соборување на диктатурата. Притисокот, првата основа за тоа е дека реформите во имплементација од било каков вид на било кој извештај не може да ги води човекот кој не довесе до кризата. Тоа не смееме да го заборавиме. Никогаш во таа приказна, затоа што ќе изгубиме моралната вертикала, се гледаме огледало на Сабајле. Се гледаме како идиоти кои одат на работа. И тој дел не смееме да го заборавиме, независно која цена треба за таа приказна се плати. Она што може да се разговара е само кога ќе се повлече. Тука компромис е возможен. Тоа е нешто што е предмет на дебата, тоа можеме да го расправаме како здрав или нездрав компромис. Но неговото одење и трансформацијен период на транзиција до нови избори преку техничка влада е, независно како се нарекува таа преводна влада во најопшт термин, е неопходност. И за тоа таа точка е на фронтот непроменета во овој период. Се она што се случува во меѓувреме е притисок персонален на Заев. Прво Заев влегува во ситуација на неравноправна преговарачка позиција. Во преговарачките техники, во преговарачките искуства, луѓето, страните мора да бидат еднакви. Не можете да се доведете во позиција да сте под притисок, а да преговарате. Тоа отвара рушливост на договорот кој ќе го договорите. Затоа, он мора да биде, неговите кривични дела какви да се, мислам, обвинувањата за нив какви да се од власта мора да се замрзнат до формирањето на новото обвинителство. Значи, они не може да преговараат во ваква позиција. Мојот став ја јавно го изложив и добро е што тоа изгледа пригодно со тактиката и стратегијата на СДСМ. Мене ме радува тоа. Може би јас сум малку порадикален во тој дел од нив, но така и треба да биде. Пошто гледам работата од надвор, не ја работам од натре, него работам тоа од внатре. Меѓутоа, она што мене ме радува е што он ја постави котата, ова што денеска го кажа, драги пријатели, е мегни камен. Власта тоа не може сега да го голтне. Тоа значи делегитимација на институциите. Тоа значи распад на институциите, знаете. Ако тоа помине, ако не може да го изфункционираат така како што мислат до крај, тоа значи не само делегитимација, него почнување на распад на централните институции. Таа криза не е вистинското прашање дали власта мисли да го апси Заев, него дали ние можеме да го одбраниме. Тоа е вистинското прашање кој сега ќе се постави. Ние треба да се, тоа е граѓанска непослушност од најжесток вид. Ние треба да се судриме
со групите кои ќе се обидат да го земат било каде да е, независно каде да е. А што значи тоа? Тоа значи судир сега на кои сите ни требаат. Еве сега зошто сметам дека Смилковско езеро треба после ова да следи. Затоа што после ова треба да следи. Тоа собирање на граѓанската група која брани демократијата, која е спремна да ја брани демократијата, е многу важно. И сега нас се ни треба, и тоа не албанските партии, не требаат албанските граѓани. Во таа смисла нив мораме да ги третираме еднакво. Владата која мора да дојде од преоден вид, сега целата приказна во оваа јадна држава е сведена како на пастирот да му возможите да излезе, односно да се симне од власт. Тоа е срамота за една држава. Неговата последна изјава е следна: сите предлози на СДСМ ќе прифатам, ама ја да останам. Тоа е срамота да го кажете. Тоа значи дека целокупната реформа е сведена спасување на кожата. Тоа е срам за неговата партија исто така. Он вели све што СДСМ ќе предложи, ќе прифатам, освен ја да останам власт. Значи се она што неговата партија досега го бранела паѓа во вода. Само тој да ја води продната влада. Тоа е неговата изјава. Отворено, не се срами да ја каже. Приказната е врзана за тие луѓе гледаат што ќе се случи. Не толку ни глупави во таа смисла. Одека се работи за губење на слободата. Не е возможно, драги пријатели, не е возможно оваа афера да се заборави во име на преговарачките позиции, составување на техничка влада. Тоа не е возможно. Постои па и во извештајот на Прибе во еден многу детален опис му дава сила на новото обвинителство, на која основа ќе ги постави обвиненијата. Што значи дека прва работа на природната влада е формирање на ново обвинителство. Обвинителите знаат отприлike како работат. Они за месец дена, не повеќе, на основа на доказите за оваа афера, продуцираат обвиненија за 5 луѓе, 4-5 луѓе од нив. Они после се спремаат 6-7 месеци за судење, а обвинението тука е за месец дена. Они го викаат обвинители од екипи од тројца обвинители прават попара во таа смисла ако се фокусирани. При ваква една ситуација, они мораат да ги обвинат до ноември 5 луѓе. Не може да ги пуштите да вршлеат да избори во ваква афера влезени луѓе. Се они тоа го гледаат што ќе се случи. Затоа е оваа жестокосна борба, затоа е оваа лобирање, па пред еден конгрес, па пред друг конгрес борење, па ова нема. Он сепак вистински да спасува кожата. Значи не е лесно. Не е лесно, никој не го гарантира тоа, така да цинизмот тука, ама не е лесно, не е нормален. Нормално дека не е лесно, но тука треба притисокот да продолжи со жестокост која се зголемува чекор по чекор. Многу ме радува на вистина ова што денеска Заев го направи, ја немам интернет дома, па го слушнав по други вести и онака баш викам бинго. Ова требаше да се случи, Значи, преводот за заострувањето има определена стратегија. Не е заострувањето само судир со полиција. Заострувањето има создавање на атмосфера, на тензичност, на повисоко ниво, кое ги повлекува странските стратешки партнери на нова интервенција во преговарањето. Значи тоа не е судир заради судир. Тоа е судир заради создавање на атмосфера на нови преговарачки нивои. Тоа е идејата на приказната. Не е приказната идеја, немаме што да правиме, па е малку пулица ка се тебе. Не е тоа. Значи, но тоа морате да покажете дека се способни да го направите, да го изведете. Нема да ви го подарат тоа. Ќе ви речат дека за џабе се зборите, вие не сте способни тоа да го направите. Значи, способноста да се изведе судирот и кризата на ново ниво е директно наша способност. И тука ни требаат сите сограѓани, да не повторувам ова за Смилковско и за албанците, заедно. Тука ни требаат апсолутно заедно. Пошто се работи за есенцијал, она магистрала на демократијата. Значи, затегнувањето има за цел поента кај меѓународниот фактор од следен вид. Тие денеска се однесуваат со медирањето на погрешен начин, на полесен начин, на побирократски начин, но на есенцијално погрешен начин. Тие не можат да бидат во позиција на неутрални медиатори меѓу две страни.
Тоа е невозможна ситуација. Тие не може да направат резултат со тоа. Ние никогаш така не сме преговарале, ни за Охридски договор, ни за договорот со Грција 93-та, ни за влезот во обиден, никогаш. Вие секогаш преговарате со главниот шумар, со главниот фактор. Тој ги пренесува информациите и притисокот на другата страна. Ние никогаш не сме преговарале директно со Грција. Секогаш тоа одело преку американците во главно. Ние никогаш не сме преговарале директно со албанците на Охридски договор. Ние сме преговарале со американците. Они им пренесуваат што е добро, што не е, што е прифатливо, што не е. Они се гарантори дека договорот е окей. И сега ние можеме да преговараме со медијаторот, ако тоа е Европска унија окей, ако тоа е Европска унија и САД заедно окей. Но со нив тие му пренесуваат него што треба да направи. Не може Заев директно, он пред Заев не може да биде поразен, не може да го голтне тоа. Они мора да му направат приказна, дека он као многу одговорен политичар мора да се повлече у септември и така, некоја приказна мора да му направат. Мора да му направат излезно, но тоа не може Заев да му го направи. Тоа мора тие да му го направат. И затоа тие преговараат со нив, а не Заев и Груевски директно. Додека го водат они разговорите, до тогаш да знаете, нема ништо од разговорите, ниту никаков резултат. Ниту некој ќе се појави на преси и ќе рече, видите, ја од утре одлучив да се повлечам, еве ви го Заев кој е победник, нека ви каже 5 минути. Тоа не може да се случи. Значи, странците се таа група која нив ги притиска и вели, видите, вие од утре ќе бидете апсени на секој аеродром ако се симнете. Вашите пари ќе бидат замрзнати. Земјата сега ќе изгуби препорака. Што правиме? Или братучетот ќе ви го собереме со сите пари надвор. Не. Тие можности тие ги имаат да го направат тоа. Додека тоа не се одлучат да го направат, ние ќе водиме празни разговори. Значи, до тој момент, да знаете, додека они се појавуваат како неутрална странка, кој се обрекаат за вама да пројде, за тамо да... Тоа нема да се случи. Второ, има еден проблем кај европските дипломати. Они се во основа имаат една мека точка. Ја овие 20 години сум брифирал илјадници од нив. И како политичар, и како експерт. Илјадници од нив. Тие се меки на диктатори. Да не кажам дека се влажнат на диктатори. И дека имаат еден однос кон нив. Ако диктаторот малку попушти, они истиот момент доаѓаат кај нас, кои сме фини, меки, либерали и се спремни да не дават до утре ние сега да попуштиме, пошто еве дечкото попуштил малку. Тоа нема да се случи овој пат, затоа што дечкото е ептен криминалец. Тоа не е компромис. Значи основната вредност пред нас која ќе дојде да ја бранат, не е направете компромис, тоа е европска вредност. Ние тоа го знаеме. Европска вредност е човек, премиер, министер фатен вако да се повлече. Тоа е првата европска вредност. После се друго. Ние знаеме дека е европска вредност компромис. Тоа е окей, но не со него. Не со него. Не може он да ги води реформите на реализација на прибезвештот. Како тоа изгледа? Како ќе изгледаме ние ако влегуваме во таква операција? Можеме како нашата морална вертикала ќе изгледа. Не можеме тоа да си го објасниме. Ние не можеме да бидеме истите луѓе, ако тоа можеме да го голтнеме. Што и да се случи после ова? Силата на опозицијата е во таа смисла што може да го издржи тој притисок прв пат. До крај, до цена на онака анархично судирање со сите елементи на овој режим. А режимот има само две опции. Или ќе се повлече нивниот пастир, или мора да воведе гола диктатура. Не може да пројде сега вака као, ништо сега ние продолжуваме со реализација на прибе реформите, а опозицијава нешто се буни, али еве ние игнорираме. Тоа е невозможно. Тоа не може никој да го голтне, дури ни тој самиот. Затоа предлага тип на влади. И сега, внимавајте предлогот каков е. Јас ќе се повлечам од декември. Знаете се тоа. Кога еднаш ќе го кажете тоа нема рамења после тоа. Тоа си оди. Значи, во таа смисла, ако еднаш кажете како се повлечете, зашто не во октомври? Зашто во декември? Зашто околу тие ситници правиш сега проблем? Еднаш се еднаш го ставил на маса дека може да се повлече, но само 3 месеци. Видете логиката. Логиката е да не може владата да се организира и да го спречи да оди на избори, во таа смисла. Мисли дека изборите како голем водопад тоа ќе го измија тоа што го направиле претходно.
А за 3 месеци влада, министрите или министерките нема да ги запознаат своите секретари, имињата, како се викаш и ти како се... Тоа нема за 3 месеци, а не да направат реформи во изборниот систем. Сега ќе ви објаснам што значи чистење на избирачки список. Значи тоа може да го направи само МВР. Тоа не може ни ДИК, ни Правда, никој. Тоа значи да им дадете по реони, да речеме Дебар мало, на 10 души од МВР задача и они одат од куќа во куќа, списоците ги проверуваат и го чиста список. Они мора да ги симнат на 200.000 луѓе списокот од 1.800.000. Тоа мора да додат едина оператива која тоа може да го изведе МВР. Тоа не може од канцеларија да го направите по умрениците што ги добиват. Затоа е минимална операција за тоа е 3 месеци. Значи урагански да работите 3 месеци. Значи одлука да донесете за тоа, па се организирате, па план, па да го направите 3 месеци. А не 3 месеци влада, тоа значи месец дена работа на МВР. Нема шанси тоа да се изведе за ПП. Што значи они нема да бидат завршени тие работи. Имате проста работа, нема да бидат завршени. Обвинителство не може да се формира, не може обвинение да дојде за тој период. Значи 3 месеци е порас на демократската опозиција. Не може, тоа е порас на демократската опозиција. Минимумот е 6 месеци, а може и тоа со жестоки министри од СДСМ во владата, кои ќе бидат блокирани од администрацијата која е партизирана, од парламентот кој е во мнозинство нивни и од Груевски кој се уште на слобода веројатно. Од тој период тоа е вршлење позади. Значи, во таква ситуација вас ви требаат кожни опинци за да го издржите тој притисок. Жестоки луѓе, и тоа само 3 министерства во основа се битни. Тука не им требаат ништо повеќе. Нив им требаат внатрешни финансии. Со финансии блокирате сите други министерства, не ви треба друго. И образование ви треба, бидејќи символично протестот почна во образование. Немојте се глупирате да се глупираат со, не знам, труд и социјала, давале субвенции. Нема субвенции ако финансии не дае субвенции. Умре тоа. Вие ги блокирате сите министерства. Образование треба, затоа што тамо символично почна. Не можеме студентите да ги оставиме да ги малтретираат уште. Значи, тие 3 ви требаат и заменик министер. Доволно е. Ово е заменик премиер. Доволно е. Вие со тоа може да изведете промена која сакате. Нормално, основа на договорот кој сега ќе договараат за предходната влада е обвинителство по мешовит состав. Сега тука сакам нешто да ви кажам околу тој мешовит состав на обвинителството. Ние имаме направено преседан, ние тоа еднаш сме го прифатиле да го правиме. Не може тоа ни да речат, Македонија не е протекторат, Македонија не е експеримент, не можеме тоа ние да правиме обвинителство со странци, како тоа? Ние тоа еднаш сме го прифатиле, драги мои. Кога ги вратија хашките случаи од да ги судат овде, пред да се донесе законот за амнестија и се тоа да пропадне, Маневски беше тогаш министер за правда, значи нивен човек, прифатија обвинителството да биде засилено со странски експерти за да албанците имаат доверба, тоа што го судат да биде пресудено, да биде посебен судски совет, значи специјален суд де факто, кој ќе ги суди, и изградија посебна судница, ја платија америчката амбасада, изградба на посебна судница, за да процесот биде изведен коректно. Тоа се вика хибриден суд. Значи, национален, али со елементи на национален тоа суд, не е меѓународен суд, национален, али со елементи на ваква странска. Тоа еднаш ние повторно, значи ви кажувам пример, пошто нема тоа влегува понатака, не може да речат тоа не можеме. Сега истото тоа за оваа афера треба обвинителството да го направи. Специја обвинителство со засилено со експерти за оваа афера, посебни судски совет за судење од таа афера, заедно сите случаи кои го винуваат тука заедно со Верушевски целиот тој комплот, па нека одлучат во таа смисла што стои, што не стои. Ама тоа обвинителство, не ова сега. И зато ставот на Заев има право. Ова сега не. Но ова сега треба да се спротивставиме. Но крупно е противставувањето е покрупно него што ви изгледа после пресконференција. Многу покрупно. Судир има со наши институции кои треба да покажеме дека се во процес на распагање конкретно. Бидејќи знаете што значи на судот да му кажете дека ти не судиш више. Ти не си суд. Здраво си. Малку тоа е онака, тоа е доведување на работата на раб.
и сега треба да го издржиме работ. Затоа кампот немојте се поставувате никогаш прашање дали до кога, како. Тоа допрва почнува приказната таа. Благодарам, професоре. Отворивте неколку теми. Се надевам дека ќе добијат инспирација и нашите соборци овде. Не знам како поинаку да ви се обратам на вистина. Повелете, отворени сме за прашања. Кога ќе даде бомбата? Од езерото. Тоа не знаеме. Не знаеме да. Нели беше забрането да ги дава бомбите, а онда не се запостои Груевски. А Груевски се запостои, да се цитира после, па и овој некате. Тоа зборува за него, не за нас, сепак. Некате и овој, како? Окей, во ред нема. Јас сакам, ако може, пред ова да му сакам нешто да се надоврзам на коментарот на пријателот, бидејќи се согласувам со него. Има нефер притисок од странците кон Заев, нефер околу одлагање на Смилковско. Сега, добро, има разбирање, едно преговарање, второ преговарање, но доста е со тоа одлагање. Ние не смееме албанците да ги третираме како инструмент за наши интереси. Да разберете, тоа не можеме да го правиме. Не можеме према нив да употребиме реченицата ако ни треба гнев, тогаш што ќе направиме. Како тоа? Они се заслужни да ја дознаат вистината, каква и да е таа. Ама било вака, било онака, било вака, било онака. Не сме ние само најодговорните луѓе на планетава. Има овде и други одговорни што го правеле. Бидејќи, ако ја знаете вистината да еден човек лежи невино тамо, не 6, еден да е. Вие станувате соучесник со тој што го ставил тамо ако не ја кажувате. И таа консеквенца мора да ја разберете. Остро е. Тие луѓе се наши еднакви сограѓани, тие сега ни требаат како соборци. Не може да се тактизира понатака со нив. Тоа е моје мислење за тоа. Така е. Пред да почнем да дадам свој коментар, дискусија, можда и некое прашање, да го поздравам ова што го поставивте као нешто што е секако битно у оваа ситуација. Смилковско езеро треба да биде што поскоро објавено. И сите ќе се сложиме. Пред тоа, добро, не ве поздравив као дебатата, да поздравам гостите, а и вас сите присутни и овој камп на слободата. Јас сум еден од тие од почеток, од првиот ден. И мислам дека овој камп на слободата, као што и вие кажавте, ќе биде историја, ќе биде пишано некаде во историјата на новата Македонија, која што сигурно ќе дојде. Се надевам што поскоро. Диктатор тешко се истерува од дулото. Зошто? Се е кај него суд, новинари, новинарство и парите, што е најбитно. Но, чув народот. Сега народот има народ, народ и народ. Денеска јас патував и разговарав со два типа на луѓе, два типа на народ. Еден ми вика, па бомбите, вика, беа и се заборавија. Ја вика, едниот вика, ја не ни ги чув, не ни ги знам. Другиот вика, ништо не прават СДСМ. Некако се е магла. Но, ние правиме многу овде. Ја го чув професорот, кога новинарите и медиумите не се со нас, тоа е многу тешко, да знаете. Тешко пробива кај народот. Но странците тоа добро го знаат. И денеска чув нешто што јас и го знаев и го очекував, што го кажа професорот, странците. Ние чекаме на странците, ама не како медиатори, само дојди и оди си, да следат само што се дешава и како може Заев со овие од диктаторскава страна да преговара и да договара. Јас ќе се сложам со професорот. Они мора да дојдат странците со став, не за Заев, него за тој од таа страна што е, да му кажа што направил. Па јас мислам, јас сум иначе, да се представам, хирург, професоре,
И јас знам едно нешто. Ако хирургот погреши и пациентот умре, враќање нема враќање. Оправдање нема. Исто и премиерот, ако украде толку милиарди, па може ли да остане недирнат? Па ќе си оди оро ќе играе, шо вика народот. Ќе си оди, но дај Боже, да не дојде до, шо викаат луѓето, крвопролевање. И затоа го притискаат странците да не го објави Смилковско езеро. Не случајно. Но ќе се сложам со професорот. Све треба да знае овој народ. Па тие албанци се наш народ. Не се питај Боже, кај тука си албанци, турци, па еве го кампот на слободата, кажуваат све. Ова е граѓански протест, не е протест на СДСМ. Овде се луѓе од сите националности. Така ли е, гости мои, другари, соборци? Се надевам да не должам, нека го земе друг микрофонот и се надевам ова да биде што поскоро. И само уште едно, ќе забораве, ќе се сложам со професорот, кампот ќе остане до задниот миг на неговото одење, никако порано. Луѓе мои, ја денеска сум најмотивиран. Председателот Заев, професор Фрчковски и Сабајли кажав на Лидија, ја денес се радувам на овој настан. А овој онаму што уште седи, уште малце ќе седи, ама ќе го извркаме. Мора да си оди и ќе си оди. Сакав да кажам, поздравувајќи го кампот и сите мои соборци во кампот, денес се осеќам, 46-ти ден сум тука и денес се осеќам некако најполетно. Зашто? Му го гледам крајот. Му го гледам крајот, да издржиме уште малку, му го гледам крајот. Поздрав професоре, поздрав Лидија, сите заедно овде ќе успееме и ќе победиме на крајот. Ова е историја, а ние пишуваме историјата на Демократска Македонија. Да сте ми живи и здрави сите. Таму. Малку. Би сакал да го чујам мислењето на почитуваниот професор за нашата криза визави настаните во соседна Грција и како ќе се рефлектира врз нашиот диалог сега меѓу себе. Антрну, што би се рекло. Благодарам. Па не знам дали директно ќе се ние сме, нашата економија е под радарот. Нас не фаќа криза, бидејќи ние немаме економија. Тоа е под нивото и не може да нема влијание. Значи во таа смисла не гледам дека нешто ќе се случи. Ја не сум експерт тука, нема се оградувам од тоа. Политички мислам дека оваа власт во Грција можеби ќе преговара во процесите кои ако се отворат на преговарање, но тоа сега ми изгледа прилично далеку, пошто ние сме упаднати во таква една криза, сега со нас никој не пипа, тоа се вика како дете бебе од катран, како го пипнете ќе се залепи тарбеби. И затоа мислам дека тоа нема да се чачне во овој период, бидејќи ние сме во таква криза која ја афектира Европа директно и ништо посебно тука нема да се случува и не се случува. А понатака, ако остане оваа влада на Ципрас, мислам дека бидејќи тие луѓе околу Ципрас, што се однесуваат на меѓународните односи, ние ги знаеме, дел сме учествувале на семинари со нив. Тоа е еден полиберален круг околу Грција и можно е да се отворат разговори во еден поинаков вид, но тоа доподомани, викаат италијани, после падот на диктаторот и отварање на една друга перспектива за Македонија. Ќе видиме. Ако дозволите, јас сакам само нешто да додадам. Значи, околу
не знам зошто има мислење дека ние не ги објавуваме бомбите за Смилковско езеро само затоа што меѓународниот фактор тоа го очекува од нас. Мислам дека не е причината меѓународниот фактор, ако едно ни е јасно, тоа е дека ова борба и ова слободата сега треба сами да се издвојуваме. Битни ни се меѓународниот фактор, меѓутоа не до ниво да ни се мешат во начинот на кој што ја водиме стратегијата. Јас ве уверувам дека не е тоа причината. Не е затоа што ги слушаме нив, туку затоа што навистина ги одвагуваме, значи ги мериме работите и сметаме дека може да биде штетно ако се објави таа бомба без претходно да се измерат сите ризици. Значи, не е, иако многу пати сум слушала дека тоа е поради меѓународниот фактор, не е тоа случајот. Втора работа што сакам да споменам, кога зборуваме за Европска Унија, значи многу е битно за кого зборуваме. Значи, една работа е кога зборувате вие за Европската комисија, значи тога зборуваме за Хан, зборуваме за делегацијата за ОРАФ овде, а друга работа кога зборуваме за државите членки. Државите членки не се исто што и Европската комисија. И сега полека веќе чувствуваме дека има разлика во тоа што едните го зборуваат и со она што го зборуваат другите. Ова го спомнувам затоа што тоа можеби е една од излезна ситуација кога треба да се преговара со државите членки, ако дојде до тој момент. Меѓутоа Европската комисија сега за сега се обидува нешто да направи. Колку ќе биде успешна ќе видиме, меѓутоа ако не е успешна, секогаш имаме и друга врата, друг излез. Толку. Може да прашате. Добро вечер на сите. Ги поздравувам гостите и И ти мислиш стварно дека меѓународна заедница не вика? Тоа нас тева од теоријата. Е подобар аргумент за вас. Земете на ваша одговорност и ви се туа. Човече, скутим ги враќаме на други. Ама как е, бе? ништо. Уклучене, не работи. Уклучене. Уклучене. Е, ти го. Што баксус ова? 1-2. И овој не работи. Може. Ги поздравувам гостите и тука во кампот сите. Едно прашање до професорот и до професоркава. Не треба сега да се прикаже за Смилковско езеро поради тоа што албанците постат до 17. Тоа би требало, може и Заев за тоа не инсистира на ова, негово мислење, не знам јас. И да чекаме после 18 Бајрам, па после тоа. И не заслужува диктаторот капка крв за него да падне до... Па верувам дека ќе почекаме до 18 Дали имаме уште некое прашање или коментар? Да кажам на микрофон, не ве слушаат сите, значи господја да коментира честитки до идниот премиер Заев. Ако немаме коментари и прашања, да ви се заблагодариме. Професоре, ви благодарам и во следна прилика во подобри околности.